Речиси е скроен новиот закон за судскиот совет и привршуваат реформите во правосудството, а јавноста се уште не ги виде препораките на оценската мисија што влезе во највисокото судско тело по скандалозното однесување на членовите. Новиот закон за судски совет треба да придонесе во средувањето и независноста на судството, кое што засега се уште е на колена. На дебатата со скопските апелациски судии кои даваа предлози за законот, министерот Игор Филков посочи дека работната верзија е направена, а во неа се вклучени сите предлози од експертската јавност. Новиот закон е во насока на препораките од оценската мисија, но засега ниту министерот не откри на што точно се однесуваат. Ние само ја изготвуваме и предлагаме законската основа за функционирање на судството. Реализацијата на секоја законска норма од овој дел зависи од секој судија, јавен обвинител, член на судскиот совет, член на советот на јавни обвинители и дигнитетот и професионалноста на секој од нив. Председателката на Врховниот суд Беса Адеми е задоволна што во креирањето на новиот закон се вклучени судиите. Тие даваат предлози на кој начин ќе се врши изборот на членовите на судскиот совет, како и за критериумите и начинот на гласање. Токму начелата на независност на судството, отчетноста, заштитата на угледот на судството, интегритетот на судиите, заштитата од несоодветните влијанија, правната сигурност и секако принципите на Европскиот суд за човековите права треба да се суштинската основа за законските измени. Новиот закон треба да биде изгласан најдоцна до јуни 2025, а оценската мисија препорачува законските измени прво да ги оцени Венецијанската комисија, па потоа да влезат во собраниска процедура. Ова е последна дебата која организираше Министерството за правда на која што овој пат учествуваа скопските апелациски судии. Претходно, вакви дебати се одржаа во Штип и Битола, на кои што учество земаа исто така експерти и судии. Имено, оценската мисија влеза во судскиот совет откако членовите незаконски ја разрешија поранешната председателка Весна Дамева. Судскиот совет беше мета на напади не само од експертската јавност, туку и од Европската комисија, како и од меѓународните представници во Македонија. Скандалозното однесување на членовите и функционирањето на судскиот совет придонесе за топење на довербата во судството кај граѓаните од само 2%. Покрај нов закон за судскиот совет, премиерот Христијан Мицковски смета дека е потребен и нов кривичен законник кој ќе биде базиран на европското искуство. Тој појаснува дека сегашниот кривичен законник, ваков каков што е, ќе значи амнестија за дел од сторениот криминал за кој што постои основано сомнение и докази.